Dobar den, dragi učenici. Моето име е Славица Стојчевска, оделински наставник сум во основното училиште Љубен Лапе во Скопје. Наставната содржина за денешниот час по природни науки е одржување форми. Што ќе научиме денес? Ќе научиме кои материјали се враќаат во оригиналната форма по нивно тегнење, гмечење или виткање. Ќе научиме да истражуваме и да ги опишуваме настанатите промени кај предметите. Да собираме докази и да ги користиме секојдневните искуства за да извлечеме заклучок. Ученици, на изминатите часови научивме дека некои предмети може да ја менуваат својата форма. Ајде да се потсетиме кои предмети може да ја менуваат формата и како. Да, јајцето, свеќата, керамидите, точно, мразот и тулите. Како ја менуваат тие својата форма? Што им правевме ние на претходните часови? Точно, ги гмечевме и што се случи со нив? Тие ја променија својата форма, односно се издробија, се ситнија на ситни парчиња. Глината и тестото. Како ја променија формата? Со сите можни начини, со гмечење, тегнење, виткање. А сламките за сок, што правевме со нив? И нив ги виткавме и ги гмечевме. Да, и бананата. Што се случи со бананата? Точно, откако ја изгмечивме, таа ја промени својата форма. Ученици, постојат, ние минатите часови кажавме дека постојат и уште предмети кои што ја менуваат својата форма. Но се прашувам и не ми е јасно, што мислите? После менувањето на формата, може ли некои предмети да се вратат во нивната првобитна форма која што биле на почетокот? За да го продолжиме часот, ви подготвив една приказна која што ќе ја слушнеме. Ве замолувам внимателно да слушате, но и да ги следите сликите што ги има на самата приказна. Приказната се вика Сунгерот Боб. Сунгерот Боб заедно со неговиот балон тргнаа во блискиот град. Влегоа во автобус, но за кратко забележаа дека го сгрешиле автобусот. Скокнаа од прозорецот, Боб падна и се повреди. За кратко време стана и на блиската постојка го чекаше следниот автобус. Задува ветер и го однесе балонот. Боб се намурти и не го забележа автобусот кој ја отвори вратата и силно го тресна по глава. Боб се залепи на клупата, но беше упорен. Наеднаш го забележа неговиот балон. Го фати за конецот и заедно летнаа високо кон небото. Конечно среќни пристигнаа дома. Ученици, ајде главниот лик да го погледнеме и да го проанализираме. Среќниот Боб, среќен, задоволен, радосен. Да, но да го споредиме со другите слики. Да го погледнеме на сликата кога тој е паднат и повреден, кога се витка, се обидува, се мачи да стане, кога е намуртен и кога се лепи на клупата. Што се случи со Сунгерот? Точно, Сунгерот ја промени својата форма, ја менуваше формата цело време. Ученици, истото се случи и со балонот. Ајде да го споредиме. Погледнете го како изгледаше балонот. Како со мака, со труд, едва и успеа да влезе во автобусот. Погледнете го како изгледа овде балонот. И на крајот, кога задува ветерот и го носеше во различни правци. И тој ја промени својата форма.
Но на крај приказната завршува, вели, конечно среќни пристигнаа дома. Зошто беа среќни? Да, се согласувам. Беа среќни затоа што ја вратија нивната првобитна форма. Епа, ајде да заклучиме. Сунгерот и балонот ја менуваат формата, но на крајот успеваат да се вратат во нивната првобитна форма. Ученици, постојат и други вакви предмети, што не обкружуваат, што ги гледаме секојдневно околу нас. Ајде да истражуваме и да видиме кои други предмети умеат, односно можат да ја променат формата, а потоа да се вратат во првобитната. Ајде да истражуваме. За денешното истражување ќе ни биде потребно гумена играчка, пружина или федер, може би сте го слушнале по тоа име, тесто, ластик, ќе ни биде потребна тетратката по природни науки и прибор за пишување. Погледнете, пред вас имате табела. Во понудената табела имате 3 колони. Во првата колона ви се предметите што ги имате и пред вас да ги истражувате. Во втората колона вели проценка или предвидување или предпоставка. Да предвидите пред време, да предпоставите што мислите вие пред да истражувате кои од овие предмети би се вратиле во првобитната положба. Секој самостојно со понудениот долу знак да проценат и да внесат во втората табела кој предмет според вас ќе се врати во првобитната положба. Забележувам дека сте готови и затоа ќе преидеме на истражување. Сунгерот Боб можеме да го споредиме со нашиот сунгер. Слободно виткајте, гмечете, тегнете и на крајот забележете го вашиот заклучок. Тестото што го имате пред вас, ајде од тестото направете различни форми. Онаа форма што не ви се допаѓа, ученици, слободно променете ја. И се разбира, заклучете. Оваа пружина што ја имате пред вас, ученици, тоа е пружина што ја користат спортистите. Со помош на рацете, со нозете, со раце и нозе, слободно виткајте, тегнете а потоа оставете ја пружината на клупата. И заклучете, се разбира. Играчката која што ја користиме, тоа е гуменото пајче. И овде употребете ги различните видови кои што ни користат да ја промениме формата. И оставете ја играчката на клупата. Низ училницата забележувате дека имаме разнобојни ластичиња. Променете им ја формата и на крај вратете ги на нивното место. Ученици, забележавте нешто, заклучивте? Ајде, кажете ми кои предмети ја вратија нивната првобитна положба? Да, се согласувам. Сите предмети по менувањето на формата ја вратија нивната првобитна положба. Но нешто друго би ве прашала. Што мислите формите што ги направивте од тесто, ако ги ставиме да ги испечеме, исто и глинени форми што ќе направиме, ако ги ставиме на висока температура и ако ги испечеме, можат тогаш да ја вратат нивната првобитна форма? Да, не, точно, не можат. Испечената кифла не можеме да ја вратиме во првобитната положба, односно да го вратиме тестото кој што не било во почеток. Заклучокот од денешното истражување е следен. Кога некои работи, односно предмети со помош на гмечење, тегнење или виткање ќе ја сменат формата,
лесно може да се вратат назад во оригиналната или блиску до оригиналната форма. Во вашиот дом, ученици, имате многу вакви предмети, предпоставувам. Затоа, за домашна работа, истражи 3 предмети во твојот дом, кои после гмечење, влечење или извиткување може да ја вратат првобитната форма, а потоа нацрте ги во тетрадката по природни науки. Почитувани ученици, стекнатите знаења од овој час верувам. Верувам дека ќе ги примените во секојдневниот живот. Ви благодарам на вниманието и довидување.